Јас мислам дека може да започнеме. Одлично полна сала. Многу ми е драго. Почитувани дами и господа, почитувана господја Билјана Стефановска, почитувана господја Ана Митреска, почитувани представници од бизнес секторот, панелисти, драги пријатели и гости. Добре дојдовте на четвртиот поред регионален Марили бизнес форум, оваа година насловен како туризмот, една од основните гранки за економски раст и развој и конкурентност на земјава и регионот. Тема која што е од исклучително значење, тема која што е исклучително важна, особено имајќи го во предвид фактот дека живееме во едно модерно време или по-конкретно време на многу промени и предизвици. И во едни вакви ново настанати услови, туризмот навистина се издвојува како една од најпросперитетните гранки од една страна, од друга страна сектор кој што нуди нови вработувања и економски раст и развој на секоја земја. Почитувани присутни, почитувана господја Билјана Стефановска, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, почитувана вице-гувернерке Ана Митреска, почитувани гости од регионот, драги пријатели, ми представува голема чест и задоволство да го отворам четвртиот регионален Марили бизнес форум, кој што годинава го посветивме на туризмот. Туризмот е една од најперспективните гранки, би требала да представува еден од 5 столба на економскиот развој на земјава и на регионот. Тоа е една голема и комплексна тема во која што имаме многу содржини. Ние се определивме за некои, за оние кои што ги сметаме за најважни и ги сместивме во 3 панел дискусии. Ке започнеме со алтернативниот туризам, кој што е најбрзо растечка гранка на туризмот, тука е и екотуризмот, тука е и руралниот туризам. Сите тие се многу значајни како фактори за развој на туризмот, па потоа ќе одиме со хотелско-туристичкиот сектор, односно хотелско-туристичката индустрија, каде што се направени најголемите капитални инвестиции, најдолгорочни инвестиции во делот на туризмот. Ќе слушнеме за тоа што значи да се биде елитен хотел во градот Скопје, кој што е носител на најголемиот број ноќевања во туристичкиот сектор на нашата земја, но ќе слушнеме и за она што Охрид го нуди како дополнителна содржина покрај тоа што е нашиот најзначаен културно-историски и археолошки центар. Охридското езеро е заштитено од УНЕСКО, но градот Охрид има многу содржини. И во третиот панел ќе зборуваме за еногастроконцептот. Тоа е еден современ концепт на развој на туризмот. Ќе зборуваме за аромите и вкусовите на домашните вина, на традиционалната храна. Ќе ги слушнеме искуствата и од Србија, секако, предходно ќе ги слушнеме искуствата од хотелиерството од Република Хрватска, која што пак представува една од најатрактивните дестинации денеска туристички во Европа и во светот со огромни вложувања во туризмот. Но подеднакво е важен и нашиот прв сосед Република Србија, каде што се исто така големи вложувањата и во алтернативниот туризам, и во руралниот туризам, и во екотуризмот и концептот еногастро. Да, ќе го слушнеме и од представник од Република Србија. Почитувани гости, панелисти, професори. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја поздравува иницијативата на Марили бизнес форум. Темата туризам е секојаш атрактивна и актуелна. Ви посакувам продуктивни дискусии кои ќе ги заинтригираат сите заинтересирани страни во туризмот. Светската туристичка организација го потенцира значењето на туризмот како еден од најважните двигатели за економски развој, создавање работни места и интернационална промоција на една земја. Македонија со своето природно, богато, културно-историско наследство и географска положба има огромен потенцијал да стане атрактивна туристичка дестинација, не само во регионот, туку и пошироко. Но мораме јасно да нагласиме, растот на туризмот по бројки не значи нужно развој. Развој значи изградба на одржливи туристички системски практики кои носат долгорочни економски, социјални бенефити
и за целата економија и за целата држава. Туризмот учествува со мал процент во бруто домашниот производ на земјава, што значи дека неговиот потенцијал е се уште неисполнет. Што треба да превземеме како поединци, институции и влада? Да се донесе долгорочна стратегија за одржлив туризам, со јасни цели, мерливи индикатори и координирана работа помеѓу јавниот и приватниот сектор. Добар ден и од мене. Прво во име на Народната банка сакам да се заблагодарам на агенцијата Марели за поканата. Навистина ни е чест и задоволство да бидеме дел од вашиот традиционален годишен бизнис форум. Со оглед на темата и фокусот кој што овогодинешниот форум го има, оваа година како Централна банка заедно во договор со агенцијата Марели се одлучивме да направиме презентација која што ќе даде една малку поширока перспектива или ќе ги покаже главните контури на економскиот профил и на позиционираноста и улогата на микро, малите и средни предпријатија во македонската економија, меѓутоа и во регионот, па и во Европската Унија. Презентацијата ќе се фокусира на неколку аспекти, како што спомнав значењето на овој корпоративен сегмент. Второ, идентификација на оние клучни ограничувачки фактори кои што невозможуваат посилен раст и искористување на потенцијалот на овој сектор и негова подобра позиционираност на пазарот. Мало осврт на тоа каков е пристапот до финансирање на микромалите и средните предпријатија и кои се тие клучни бариери со кои што се соочуваат и исто така со осврт на институционалната поддршка на овој корпоративен сегмент кај нас. Како контекст би кажала дека и во глобални рамки, не само кај нас, овој корпоративен сегмент има третман на сегмент кој што може значајно да го зголеми и потенцијалот за раст на економијата, меѓутоа да обезбеди и поквалитетен, и поинклузивен, и подиверзифициран раст. Податоците покажуваат дека овие компании сочинуваат доминантен дел од бројот на сите компании во една економија. Исто така абсорбираат голем дел од работната сила и имаат исклучително голем придонес за додадената вредност во економијата. За илустрација, например, во Европската Унија 99% од вкупниот број на предпријатија се микро, мали и средни предпријатија. Половина од бруто домашниот производ или додадената вредност всушност се креира токму од овој пазарен сегмент и тие абсорбираат околу 60% од вкупната работна сила. Меѓутоа, ова сепак покажува дека мал број на компании, 1% од компаниите во Европската Унија, ке видиме и кај нас, придонесуваат значајно и за активноста и за вработените, а дополнително големите компании, барем според статистичките податоци, покажуваат поголема продуктивност, иновативност и се поконкурентни. Само кусо, вие секако подобро од нас знаете кои се некои од програмите кои што директно или целно ги поддржуваат микро, малите и средни предпријатија и даваат одреден придонес за подинамичен раст на овој сектор. Тоа се гарантните шеми на Македонската банка за поддршка и развој, Фондот за иновации и технолошки развој, од она што можеме ние да согледаме како Централна банка и интензивната соработка помеѓу меѓународните финансиски институции како што се Европската инвестицијска банка, Европската банка за обнова и развој, Европската Унија генерално во делот на обезбедување на вештини, меѓутоа и финанси за овој пазарен сегмент. Би кажал дека се тоа што се дава како услуга и секоја атракција која што е надвор од урбаната средина представува алтернативна или рурален дел од земјата и рурален туризам. Всушност, алтернативните форми на туристичката понуда се разликуваат диаметрално од класичните. Ако знаеме дека нашата земја е голем процент рурална и ако знаеме дека конфигурацијски некаде околу 70% од незината површина се благи планини, самото тоа наметнува дека имаме можност за активен туризам, односно се она што во последно време се бара или се бара во новиот свет после короната. Според Светската туристичка организација, според голем број на експерти, имаме три генерации на туристи. Првите туристи кои што патувале,
за само да патуваат надвор од своето место на живење. Втората генерација која што е мотивирана да патуваат во одредено место, всушност да го посетат истото и да го истражат. И третата генерација која што е мотивирана да создава нови искуства, да создава социализација, да открива, да чувствува, да сподели, да другарува. Всушност да добие и да даде други искуства кои што ги има и кои што ќе ги добие. Токму третата генерација на туристи е генерацијата која што ќе ги одбележи наредните 10 до 15 години. Генерацијата Зен и Алфа кои што веќе дојдоа во степен да користат максимално дигитализацијата, па затоа ни е потребна дигитализацијата во руралните средини генерално. Тоа што го слушнавме од вице-гувернерката се податоци кои што се наша реалност. Hvala još jednom na pozivu, hvala Lidija što, evo, počeli smo kad ste rekli 2022. Čini mi se da je bilo puno prije, ali nije, u stvari to samo znači da imamo jedno intenzivno prijateljstvo i puno točaka za suradnju. Kada govorimo o turizmu ili alternativnom turizmu, on naravno nakon te čuvene 20. I nakon godine korone je postao nešto što nam je, ja bih rekla, promijenilo kompletnu percepciju opće turističke ponude i kod nas i u Rijeci i u Hrvatskoj i u Opatiji. Opatija je, kao što vjerojatno znate, mi volimo nazvati prvom danom turizma sa izuzetno dugogodišnjim, stoljetnim ili više stoljetnim tradicijom u turizmu. Međutim, percepcija i hrvatskog turizma nakon 2020. se značajno promijenila u odnosu na ono što je bilo prethodnih godina ili u prethodnom stoljeću. Kolega je rekao da je to bila mogućnost da se restartamo. Ja bih rekla da je to bila godina kada smo se svi dobro u Hrvatskoj zamislili, upravo zato što hrvatski turizam ima značajan udio u BDP-u Hrvatske i kad vam se dogodi jedna korona koja vas kompletno zatvori i koja jednu od najznačajnijih grana jednostavno presječe kao mogućnost, to je značilo veliki alarm za Hrvatsku i to je značilo veliku brigu za Hrvatskoj. Moram priznati da mislim da nismo baš puno naučili od tada, odnosno da smo brzo zaboravili koliko smo bili u panici kad nam je došla ta korona. Međutim, ono što je dobro, što je na neki način otvorilo mogućnosti sagledavanja turizma ne samo uz more i ne samo uz obalu, klasičnog onog turizma koji obilježava Hrvatsku, već su se upravo počeli probuditi, tako da kažem, oni ostali dijelovi Hrvatske koji nisu uz more i počeli su ljudi u tim krajevima osvještavati da turizam ne znači samo more, već turizam znači uslugu, kvalitetnu uslugu i mogućnosti gdje vi možete povezivati i ostale grane poput prehrambene industrije, nekih drugih industrija kako bi stvorili dobru turističku ponudu. U Rijeci kao jednom nekada industrijskom gradu, sada gradu urbanog turizma ili barem nastojanjima da probudimo taj naš urbani turizam, ne možemo pričati o ruralnom turizmu niti alternativnim oblicima turizma, međutim možemo pričati o tome upravo u našem zaleđu. Svega 20-ak minuta od Rijeke vi se već nalazite u brdsko-planinskom dijelu koji se zove Gorski Kotar, koji je postao u stvari u posljednjih nekoliko godina vrlo atraktivno mjesto vrlo atraktivna turistička destinacija koja je i dalje ruralna. Međutim, svake godine ili svakim danom doslovce se budi sa novim turističkim kapacitetima. I ne samo tokom sezone. Ние направивме некаде преку 4000 оператори на храна кои што се регистрираа за овие години. Сите тие се потенцијални туристички капацитети. Дел од тие семејни винари, најголем дел, почнаа веќе да прават своји сместувачки капацитети, затоа што
почнаа да им доаѓаат туристи во селата и сакаат нели да го почувствуваат она руралното и она нели на автентичното живење на самото рурално население. Ние како држава имаме огромен потенцијал за развој на рурален туризам. Само искрено да ви кажам, не знаеме да го искористиме тоа. Затоа што тука треба многу алки да се спојат. Македонија е 87% од незината површина е рурална. Затоа што секоја општина која што е под 30.000 жители е рурална. 49% од населението живее во рурална средина. Ние имаме, без разлика што немаме море, нели, ги имаме прекрасните езера, но имаме огромен потенцијал, како што каже и гостинката, како што каже и господинот, претходно да го развиваме тој рурален туризам, само треба да се обезбедат услови. Кога зборувам за услови за развој, зборувам за добра патна инфраструктура, добар пристап на финанси, потоа донесување на урбанистички планови за општините. Ние имаме села во кои што немаме урбанистички планови, во кои што луѓето не можат ни да искористат некои, како да кажам, повратни средства за да аплицираат затоа што им требаат градежни дозволи. Мислам дека господја Лидија намерно ме стави вака последна затоа што сум некако спојка помеѓу алтернативен и рурален туризам заедно со следната сесија, која што е хотелско-гостителски. И токму тоа сакав да кажам, дека нашата фирма исклучително се занимава со конгресен туризам и со авиотуризам, која што тоа го работи преку нашата керка фирма, која што се вика Конгрес Травел, односно издаваме авиокарти за нашите клиенти, на некој начин го промовираме, правиме продажба нели на авиокарти колку што можеме и допринесуваме, да кажам, за економскиот развој. Навистина е многу тешко да се работи конгресен туризам, особено после короната, односно за време на короната. За време на короната самите знаете дека сите бевме дома, не беа отворени, не беше отворен еден капацитет хотелски, не можевме никаде да излеземе и многу ја погоди нашата индустрија. Не само нашата, нормално дека и целиот туризам, меѓутоа конгресниот посебно затоа што пред короната сите институции некако организираа многу конгреси, многу семинари, многу се патуваше, беше една шема да се отиде нели некаде во странство или да се дојде во нашата земја. Сето тоа за жал прекина со време на короната. Првото прашање беше како да се преживее. Како да се преживее кога немате ништо, нели? Како и во сите, секако. Меѓутоа, она што направивме, многу брзо се приориентиравме. Почнавме нашите конференции да ги држуваме онлайн, значи обучивме наши stage digital managers, така се викаат, кои што одржуваа онлайн конференции и нашите клиенти брзо почнаа да ги зимаат нашите услуги. Морам само да кажам дека повеќето клиенти на нашата фирма се меѓународни организации, наш главен клиент е Европска комисија и можеби имавме среќа да имаме подпишани такви договори и веднаш да се прилагодиме нели на короната и да продолжиме со работа. Можам и нескромно да кажам дека за време на короната успеавме да предадеме многу голем број на авионски карти токму заради тие договори. Можете да замислите како една мала македонска фирма да го ангажира цело светско небо. Значи бевме навистина горди затоа што никој немаше таков договор. Да го искористиме, како што кажа доктор Маја, короната некому беше шанса, нели за некого криза, ние го свативме како шанса. Морам да кажам дека е многу битен фактор во секоја нормална работа е продажбата и маркетингот. Јас минатата година патував многу со мојот тим во Америка, подосна ќе спомнам зошто. Меѓутоа, она што бев воодушевена беше дека во Америка секој ќоше со мочуришта се промовира. Имаат успешен маркетинг, имаат многу гости. И тогаш се запрашав, добро, што правиме ние? Здраво на сите, јас исто како Ивана сум во бизнисот за менеджмент на човечки ресурси и сум консултант за менеджмент на човечки ресурси. Моето прашање, иако не сум од угостителскиот бизнис, иако не
Па мислам дека повеќе кон господинот Јаневски, да. Дали конечно, ова многу ме интересира, значи како граѓанин на Македонија и како човек што си сака својата држава и историја, дали конечно ќе се реши проблемот со туристичките водичи, односно само во Македонија мислам дека странски туристички водичи објаснуваат за Македонија. Тоа пошто сум и пола Охриѓанка и во Охрид тоа редовно го гледам. Значи секаде кај што патувам се знае локален водич мора да објаснува за државата. Кога ќе има организиран пристап околу тоа? И второ прашање што ми се наметна после излагањето на вице-гувернерката е околу продуктивноста на трудот и баш сакам гостите да ги прашам. Мислам дека не е само дигитализацијата како процес и така натаму, мислам дека проблемот во Македонија со слаба продуктивност е и нашите навики што ги влечеме од бившиот систем. Како се справувате со тоа и некој коментар околу тоа? Ви благодарам. Најголем проблем не само во нашата држава, во регионот и во светски рамки е соочувањето со работната сила, како и ние, значи во наша конкретно во нашава држава и во регионот претпоставуваме најголемата болка. Поради тоа сме принудени да одиме сите ние кон усовршување и оно што велиме новата генерација што ќе дојде, веќе ние го имплементираме кај нас во Хилтон, во обуката на персоналот. Можам тука да напоменам дека и Хилтон има како еден светски ланец моите вработени можност да посетуваат Хилтон универзитет, каде што добиваат дипломи за завршено хотелиерство во Хилтон. Значи, да, на хотелот Хилтон, да, меѓутоа тоа е во светски рамки. На тој начин можам да кажам дека многу се работи за квалитетот на услугите, пошто странските туристи тоа и текако го ценат и го препознаваат. А во делот исто можам да напоменам дека и последниве години фреквенцијата на бројот на туристи кои што доаѓаат во нашата држава е зголемен, значително е многу зголемен, не само од нашиот регион, меѓутоа и од поделечните земји. И бројот на настани кои што се одржуваат во нашата држава, конкретно да кажам во двата, поготово во Хилтон, кој што нуди, значи има одлична инфраструктура, нуди одлични услови за организирањето на настани. Така да гледам дека генерално не само приватниот сектор, туку и државниот сектор веќе е насочен повеќе кон одржување на настани, пошто на полесен начин ќе дојде до крајните слушатели и бенефитот за нивниот бизнис е многу подобар кога се организира дали некој панел дискусии, конференции, конгреси, маркетинг и така натаму. Održivosti i o novim strategijama. Pa upravo u tom smjeru Hrvatska je u stvari prepoznala da onaj model koji je nekada postojao više nije održiv. U tom smislu prije 2 godine napravljena je nova strategija razvoja hrvatskog turizma koji je sada u punoj primjeni i ono što je nekako najznačajnija odrednica upravo te nove strategije je nije rast kapaciteta, već rast kvalitete ponude, rast kvalitete usluge i održivost. I u tom smislu, u stvari, sve investicije koje se događaju u Hrvatskoj u stvari idu na to da se radi na podizanju kvalitete. Ono što je bitno, veliki dio investicija se događa u hotelima veće kategorije, znači to govorimo o hotelima, objektima veće kategorije, to su objekti 4 i 5 звездица. Што се однесува на флуктуацијата на вработените во хотелската индустрија на 35%, да не кажам 50, не ќе да преувеличувам, меѓутоа, ке кажам кај нас конкретно е на 35% годишно, што тоа е многу. И сега јас ваквото имам порака и до стопанствениците што ја водат оваа индустрија, меѓутоа и до другите сектори, дека ние мораме брзо да реагираме, нашите вработени одат работат во Хрватска, кај нашите соговорници денеска. Да, сега, ќе дадам и позитивен пример, бидејќи се тргнати, мислам дека во месец мај. Тргна уште пред 2 месеци. Тргна уште. Испраќаме, ги спремаме, меѓутоа јас прстот секогаш сакам да го сперува во нас. Значи клише ми се веќе, државата не помага, не знам ова, она. Меѓутоа, мислам дека ние мораме да работиме на нашата свест, да прстот го впериме во нас. Бидејќи ние сме директно инволвирани. Не можеме веќе да чекаме само од државата.
Што значи тоа? Па ако можеш IT секторот да направи таква револуција и ги задржи својот сектор, значи кај ни флуктуацијата е над помало од 10%, да кажеме. И тие исто така може да одат да работат во странство, меѓутоа останаа. Заради тоа мислам дека ние што побрзо треба да ги смениме трендовите во однос на човечките ресурси во хотелската индустрија. Односно, сите да ги отвориме малце повеќе џебот, да им дадеме повеќе, да имаме индивидуален пристап не само кон гостите на хотелот, бидејќи јас исто така можам да кажам што значи и за нас еден гостин кој што сакаме, значи тоа е новото модерното што гостинот денеска во туристот во Македонија сака да има уникатно искуство. Меѓутоа ние исто така треба тоа уникатно искуство да му го дадеме и на тој вработен што работи за нас. Пошто имаме представник од Хилтон, ми е мило, години јас зборувам дека на Охрид му треба добар хотел со некоја светска франшиза, бидејќи таа светска франшиза ќе си донесе гости сама по себе. И свативме дека туристите се повеќе... Вие сте начело на бродот, така? Ете така. Да подсетиме. Бидејќи туристите сакаат доживување, искуства. Не треба да биде бродот само превозно средство, затоа нудиме крстарења како турата на Зајдисонце со чаша шампањ за поголемо уживање, имаме тура со капење на сред езеро, работиме вечери со вински дегустации, да го промовираме, нели да ги промовираме нашите македонски производи. Исто така одиме во делот на конгресен туризам, тимбилдинзи, кога ќе дојдат гостите на брод, значи да имаат едно поинакво доживување, а не да биде тоа само еден превоз на патници. Повеќе се странски или и домашни туристи има? Каде е поголема заинтересираноста? Кај нас конкретно е со странските туристи. Так. Да, бидејќи во моментов мислам дека тие повеќе го препознаваат оно што ние го правиме. Нашите се малку така порезервирани, можеби после некоја година ќе дојде време. Ја отворивте сезонава 2025-та? Не е ни затворена кај нас. Ние работиме 12 месеци, така да нема никакви отварање-затварање сезона. Ја морам признат да госпоđа има најбољи назив брода. Армада е иначе навијачка скупина u Rijeci, a mi smo sad pred osvajanjem kupa i prvenstva i kupa i tako jako dišemo to. Uz to ja sam završila Pomorski fakultet pa sam jako slaba na brodove. Ohrid i otok Krk imaju nešto što ih veže, nešto što veže njihovu tradiciju i povijest i što u kulturi i turizmu možemo povezati, a to je glagoljica. I mislim da bi jedna aviolinija sa Krka do Ohrida bila savršena priča. Iz našeg Hiltona na Costabelli do vašeg Hiltona na Ohridu. Eto. Според Светската туристичка организација, повеќе од 50% од туристите низ светот сметаат дека гастрономијата и винската понуда се клучен фактор при избор на една дестинација на туристите. Овој податок покажува дека храната и виното не се повеќе само придружен дел од патувањето, тие се главна мотивација за посета. Туристите кои што патуваат се повеќе сакаат да истражуваат нови вкусови, традиции и автентични искуства. Затоа верувам дека овој панел ќе ви биде доста интересен и ќе споделиме доста убави приказни и се разбира совети кои што можеме да ги искористиме понатака. Ено гастроконцептот ние во Тиквеш винарија веќе долго време, поготово од 2004 година па наваму, го користиме како опција да не само ги представиме нашите вина, туку и да допреме до луѓето кои што треба да ја добијат на винска етика или вински бонтон. Како да го подобриме искуството во винската култура преку тие парувања на храна и вино. Јас ќе сакам додам со примери. Сите знаеме дека вино може да биде за некого убаво, за некого неубаво, тоа се веќе лични искуства, лични вкусови во прашање, меѓутоа има и неколку правила. Првото правило што би го кажале енолози е дека нема правила, меѓутоа од сомелиерска гледна точка, како човек што милува да ги објасни вината во своите карактеристики, јас би кажал дека
треба да се следат само. Јас и затоа ќе пробам да ви ги објаснам, за да, ете, колку што сме овде, утре и во некоја прилика, да можеме да ги имплементираме. Вината имаат неколку критични точки кои што може да не ни се допаѓаат. Ке го земам како пример, еве белите вина знае на некои да ни бидат кисели. Želim da se zahvalim gospođi Lidi što mi je ovakvom energijom obogatila iskustvo. Turizam više nije samo moj posao, to je moja ljubav i moja strast, to je pogled moj na svet koji ja živim svaki dan. Turizam spaja priče, spaja ljude i destinacije. Mi verujemo da nijedna destinacija ne može biti prezentovana na pravi način ukoliko ne osetite ukuse tog kraja. Iz tog razloga u našem hotelu mi negujemo enogastro koncept i smatramo da je on obavezan deo svake turističke ponude. Kroz saradnju sa lokalnim proizvođačima mi nudimo autentične ukuse iz zapadne Srbije. Pored tematskih večeri koje mi pravimo, znači tematske večeri, prezentacije i degustacije domaćih proizvoda, organizujemo manifestacije i radimo radionice kuvanje sa gostima. Naši gosti vole te radionice jer mi imamo u svom hotelu 3 bioboksa gde imate začinsko bilje i imate povrće i oni prilikom tog spremanja hrane mogu ubaciti sebi šta žele. Mi smatramo da autentičnost nije samo detalj, to je srce svake ponude, jer gost razvija emociju, nosi je sa sobom i želi ponovo da se vrati. Се произведуваат квалитетни млечни производи на традиционален начин, кој што представува водич низ 4-децениското работење на компанијата. Сите тие производи се во основа се традиционални производи кои што ја обележуваат македонската млечна традиција. Истите поврзуваат генерации на потрошувачи од да кажеме најстарата популација до најмладата популација, она што бабите го пренесувале на нашите мајки, па ние и веќе на нашите деца е обележје кој што Бучен Кодјак веќе 4 децении успешно го работи, го пренесува традиционалното македонско производство на квалитетна храна. Треба да работиме поинтензивно на домашното производство на храна, да го заштитиме тоа домашно производство на храна, не да увезуваме, него пред се домашното производство на храна да биде заштитено и да биде препознаено, затоа што тоа домашното производство на храна на еден начин представува и наше културно наследство. Значи, покрај тоа е важно да работиме и на брендирање. Значи, брендирање како наш заштитен слоган, како што имаше пред неколку години направено во Македонија, дали ќе биде автентичен вкус на Македонија или некој друг слоган што странскиот турист ќе може лесно да го препознае. Така да мислам дека имаме потенцијал, но навистина не чека долга работа. Јас се повеќе на тие wine and dine ивенти се трудам да ги убедам помладите дека не е виното само да се нарача нешто и да се пие вино, туку виното треба да се познава, тоа е интелигентниот дел од храната. Куварите ми се љутат, меѓутоа храната добива друга димензија кога е придружено со квалитетно вино. Благодарам, ако е тоа се еден краток личен пример имав минатата година, нема да кажам во која земја, all inclusive, хотел, ресорт, побаравме поквалитетно вино да ни дадат бело и ни извадија тиквеш. Тогаш се дуеме како пауни. Кога сме во друга земја, тогаш објаснуваме дека тоа е наше, најверојатно дома треба да си ги цениме подобро работите, бидејќи сите сме маркетинг.